Почитувани, добар ден. Време е да почнеме црвената линија. Владата има одредено средства за финансиска поддршка во земјоделството за 2025 година со вкупен износ од 6 милиарди 271 милион денари или во превод 100 милиони евра, согласно буџетот на Република Северна Македонија за 2025 година. Субвенции добиваат сите: лозари, земјоделци, сточари, тутунопроизводители, а македонските земјоделски брендови ги снемува. Тетовското гравче, кочанскиот ориз, ресенското јаболко, овчаполското јагне, струмичкиот домати и многу други. Земјоделците низ годините се откажуваат и од млекопроизводителството, од гледување сончоглед, пиперки, зелка, бостан. Секоја година субвенциите поголеми, а се помалку се произведува. Анкета имаме секако, низе можете да ја одговорите ако не заследите на Инстаграм и тоа на двата профила, нашиот матичен црвена линија. Секако кликнете на Инстаграм стори, но заследете го и профилот на Телма телевизија на Инстаграм и таму кликнете на Инстаграм стори, а црвена линија денес ва прашува дали субвенциите одат во вистински раце. Останува секако ова прашање да го одговориме и во живо. Еве зашто ќе зборуваме денес во издание на Црвена линија. Она што е најважно, верувам дека ќе бидат охрабрени оние кои што директно се засегнати од темата за која што зборуваме. Значи ќе повториме дека е факт дека постојано субвенции има, се зголемуваат, но секако производството се намалува. Се помалку има интерес за земјоделието, па дури и за млекопроизводителството. Така да, еве, доколку некој е токму во оваа бранша и спаѓа меѓу оние кои што токму земјоделието е нивниот животен избор, можете да ни откриете дали сметате дека субвенциите одат во вистински раце. Дали ги добивате и еве каде ја гледате иднината и колку всушност субвенциите и помагаат, бидејќи сме свесни дека се во исчезнување буквално производи кои што и tekako биле препознатливи за нашата земја. 02307-005 е телефонскиот број кој што треба задолжително да се заврти. Се разбира за да бидете дел од оваа дискусија. Напомена од технички аспект, целосно да е намален тонот на телевизорот и секако внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди. Почнуваме со гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден, се слушаме? Да, се слушаме, повелете во црвена линија сте. За овие субвенции што ви кажуват да идат во прави раце, тоа ќе треба да видат за земјоделците, стриктно за нив, тоа е после што ќе го поседат да се го осигураат од нус појави како што се град, поплави, кражби, попластеници и ред други работи, за да имаат некој бенефит. И сето оно што ќе го произведат, да има посебни земјоделски задруги каде ќе се откупат веднаш и со карго летови да се однесат во странство, за да може да добијат некој бенефит на сето тоа. Ама сето тоа треба да биде во синхронизација со нашите случњаци, агрономи и други кои се засегнати за сето тоа. И сега едно кратко јасно прашање да ви поставам, малку надвор од темата, ќе ми извините. Збореме за Кучково, за водовод, од Ѓорчевска воденица до Свети Трипол. Се уште никој ништо нема посегнато, нема поставено линија за водовод. 68 викендици ги броеме без вода на 21 век. Овој наш градоначелник уште спие. Срамота е. Голема брука 21 век. Еве даваат субвенции ИФАР фондови. Не е мрднал човекот со прст. Дали ме верувате? И една друга работа. Дали вие како новинар може да се заложите да повикате во вашата емисија градоначалници од сите општини по еден и да им ги пренесете овие. Благодарам многу за учеството и секако за одговорите на темата. Во црвена линија денес ве прашуваме дали субвенциите одат во вистински раце. А што се однесува до препораката да повикаме гости, црвена линија е всушност емисија намената за граѓаните, значи не за политичарите и функционерите, туку е намената само да слушнат оние кои што се задолжени
да работат за граѓаните, да слушнат во црвена линија од граѓаните всушност какво е јавниот став и што всушност граѓаните мислат на темите и проблемите кои што се дел од нашето секојдневие. Денеска зборуваме за субвенции во земјоделието. Па она што ве прашуваме централно сите вас е дали сметате дека субвенциите одат во вистински раце. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Поздрав од Могила. Како е во Субвенциите Могила? не одат во вистински раце. Еве, јас сум сточар преку 25 години и повеќе. Имам десетина крави, а немам земја ниту една педа. Земјата ја земам од луѓе кои си пријавуваат на незе субвенции, бидејќи ако не кишти така, ако бараш со договор нема да ти ја дадат, ќе му ја дадат на друг. Така да, јас само устварувам за крави, за грло и за млеко. Но во суштина сега министерот и владава ги намале субвенциите за крави од 12.000 на 8. Мисли дека ние ќе направиме по 600 од крава, тоа не е можно, тоа е можно многу малци, тука и големи фармери кои имаат по 10 парцели, и то не сите крави, полоњата. Од друга страна, кај оние што се крава теле, во цела Македонија знаеме колку што има молзни, толку има и крава теле. Таму од 12.000 му ги намале на 8, значи фактички ги скина, а тие 3.000 што мисли дека ги дава на женско теле, и то постара од 6 месеци, до 6 не го фаќа системот, до 18 месеци, значи еве да земеме на крава со женско теле, 3.000 и 8.000, 11.000, пак му скина 1.000 денари. Ова е срамота што го прават, значи го уништуваат земјоделието, пишат парцели земени од државата по 300 денари од декар, натре фрлаат. Пред се многу сме ви благодарни што еве директно во црвена линија споделивте каква е вашата реалност во однос на субвенциите, од ваша агола во однос на сточарството. И една напомена за сите останати, ве охрабрувам, се разбира, дали сте земјоделци, сточари, еве да проговориме околу субвенционирањето во нашата земја, за да се подкрепи и зајакнат овие гранки. Напомена секако да се внимава и на тајмерот, 90 секунди се предвидени за едно јавување, такви се правилата, но и како гледачот пред малку ве охрабрувам повторно да го завртите нашиот број за нови 90 секунди, секако доколку сакате да се доискажете и да додадете уште нешто. За оние кои што многу им е полесно преку коментари, социјалните медиуми секако присутна е црвена линија со својот профил, но нашите теми се објавуваат и на профилот на Телма телевизија. А еве како изгледаме на Facebook, што значи од овој момент ве охрабрувам, а веќе имаме пристигнато коментари. Сите оние кои што нема да се вклучите директно во живо, пишувајте, ќе читаме меѓу јавувања на гледачи. Па ајде да ви покажам како изгледаме всушност на црвена линија на Facebook, секогаш низ фотографија, па така и денес. Црвена линија и на Facebook прашува дали субвенциите одат во вистински раце. Добар ден. Добар ден. Одат ли во вистински раце субвенциите? Одат во арамиски раце. Никогаш ништо не оди во вистински раце. Нарочно во земјоделието, тоа не е катастрофа. Уште во време на Бранко Црвенковски да бевме задоволни пред 20 колку години беше премиер, еднаш што 6 милиони евра буџет, имавме субвенции и некои од крави, од жито, се. Сега само на хартија што се 100 милиони, знаете колку кошта 100 милиони? 100 милиони евра цела Македонија земе субвенции ќе земе, а не само земјоделците. Значи секогаш одат во нечисти раце субвенциите. Тоа веќе е факт. 67 години имам, 20 крави имам, ги продав во добра работа. И ни од некој земав, ни од крави земав, ни од ништо, само од еден тутен што земаме субвенции. Ништо другото. Катастрофа е. Само се фалат, лажат, не само ова влада, било која влада. Ви кажа, само на време на Бранко Црвенковски имаше реални субвенции. Значи памта многу убаво, а сега катастрофа е сега. Сега гледат на некои мафијаши да ги земат, некои своји луѓе да ги земат, некои не домаќини, што се види, не работници, тие земат. И ги полнат банките, ги полнат. Што не, значи, стварно, земат коли, луксузни, земат джипови, земат се, а не се земјоделци. Значи, трактор за трактор аплицира на колку пати не ми е дозволено. А се дозволят во моје село, еден човек 2 трактори земе во една година.
Значи, треба да даеш мито, 5.000 евра, 6.000 евра, па да земеш 10.000 евра. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија и што еве вашите видувања и состојба ги споделивте со гледачите на нашата емисија. Ве охрабрувам и понатаму, особено земјоделци, сточари, сите оние кои што всушност се дел од денешната тема, секако да се вклучите во Црвена линија и да ја споделите вашата реалност. Каде одат субвенциите? Дали одат во вистински раце? Тоа е она што прешуваме во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, поздрав до вас. Субвенциите не одат во вистински раце. Тоа се покажа до сега од самостојувањето на Македонија, од кога се воведени субвенциите, затоа што земјоделските стопанства се приватизираат, криминалност, приватизација на земјоделските стопанства и тие олигархите само субвенции земаа без производство. Ги продадува машини, комбајни, едно друго на сите земјоделски комбинати и сега само за субвенции земаа. И се збогатија највише тие олигархи што нема врска со земјоделие и таа приватна криминална приватизација е катастрофа и затоа се последиците што немаме храна. И земјоделците сега храна што произведуваат не му е платена трудот никако. Еве, партиџани, домати, оризова арпа, се толку ефтино се продава, не му се исплати да ја произведува. А субвенциите се многу, како да кажам, и со субвенции не му се исплати да ги произведува. Еве што се случува со оризовата арпа. Ефтино му продават, нема сметка тие тоа производството, а во продавниците се многу скапи. 3 пати е поскапо све. Еве и млекото. Млекото му го откупува 30 динари, а во продавница е 89. Благодарам за вклучувањето. Подсетувам, контролирајте го време траењето, ги објавуваме тие 90 секунди кои што се предвидени за едно вклучување. И како што напоминавме на почетокот, секако ги имаме и првите коментари кои што пристигнуваат на профилот на Црвена линија на Facebook. На прашањето дали субвенциите одат во вистински раце, Босилковски Пеце еве што напишал. Не. И никогаш не оделе. Јавна тајна е дека најголемиот број субвенции ги земаат луѓе кои не знаат што е мотика. Благодарам, господине Босилковски, за учеството и секако за вашиот одговор. Па, еве, одат ли во вистински раце субвенциите? Според вас каде одат? Добар ден. Добар ден, ако сум ја. Да, повелете, ве слушаме. Благодарам. Вака сега. Поздрав до телевизијата и до работење. Сите рекува дека не одат. Тоа е 100%. Сигурно е. Едно искуство да споделам. Имам кум кој што е земјоделец и човекот, значи, субвенциите ностоп каснат. Касне. Од претходната власт, значи како што беше, тој додека ораше, немаше субвенции за нафта, за било што. Му и пратија субвенциите, значи за нафта и човекот, значи сега кога не му треба нафта, не може и неќе да ги подигне, значи ги чува за народната сега. Кога ошол да стави гориво, ти му рекле, субвенциите ви се повлечени. Значи, таа е една лажна фактура. Друго, субвенциите што ги дават се директен показател дека сите претходни и сегашни власти соработуваат со овие големите гази во наводници. Затоа што кој ќе оди грозје да продаде. Значи, ти му вика, па што сакаш, вика, еве ти вика, 11 дена или 12 дена грозјето и 2 дена субвенција. Значи, субвенцијата им му речунаат трговците во таа цена. Значи, првата работа, субвенциите треба да се скинат. Нека има прво добра цена на пазарот, на пласманот, субвенции не им треба на земјоделците. Тие сами ќе си го пласираат производството, само што државата до сега ни еден министар за земјоделие не поведе, значи, постапка и да ги реши проблемите. И треба за да седнеш да се реши целиот проблем берза, значи, на производството, на нашето производство. Кој сака да... Благодарам за учеството во Црвена линија. Останете со нас да слушнеме останатите каков одговор ќе дадат. Прашуваме денес дали субвенциите одат во вистински раце. Добар ден. Добар ден. Јас уште малку
Ке се обидам по трет пат. Добар ден, црвена линија. Добро, да не биде мене да ме слушате како велам добар ден. Добар ден, секако ќе ве префрлам онаму каде што и топло препорачуваме не само за темата, туку за да бидете и целосно информирани, навремено и квалитетно. Кликнете и на telma.com.mk. Насловот на кој што треба да се задржите во однос на темата за која што зборуваме е следниот. Дали субвенциите ќе потекнат од гледување на сончоглед во овчеполието? Потребите се огромни, но проблемите со наводнување ги принудуваат земјоделците полека да се откажуваат од негово одгледување. Црвена линија денес прашува: дали според вас субвенциите одат во вистински раце? Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Одат ли субвенциите во вистински раце? Субвенциите не одат по вистински раци. Затоа што државните комбинати кога се распаднаа, олигарсите ги земаа поубавите површини на земја и сега тие си само земат субвенции, а ништо ни сеат, само бели трња раснат и они си земат пари за тие бели трња субвенции. Субвенциите треба да одат директно на земјоделецот што произведува. А ретки се тие земјоделци што произведуваат, затоа што старите остареа, не можат да произведуваат, младите избегаа и тие сега што произведуваат, тоа е многу мала количина на храна што може да ги задоволе потребите на Македонија. Едно време Македонија ја ранеше цела Југославија, а сега не може да се го изране собственото население. Значи субвенциите са џабе фрлени пари. Треба да се дават субвенции на тие што произведуваат. Ако произведува, тогаш за производството треба да му се дадат субвенции и да му се пласират производите со повисока цена, затоа што никој не сака да работи земјоделие. Сите сакат политика, никој не ќе матика. Тоа е најважното у оваа наша држава. И еднос ќе се качува храната, еднос народот ќе страда, затоа што нема кој да произведува. Благодарам за тоа што споделивте какви одговори сметате дека треба да се дадат на прашањето дали субвенциите одат во вистински раце. А ние ќе потсетиме дека владата има одредено средства за финансиска поддршка во земјоделието за 2025 година со вкупен износ поголем од 100 милиони евра. Сведоци сме дека субвенциите од година во година се поголеми, но се поретко земјоделски производи македонски се наоѓаат на пазарите. Па дали субвенциите според вас одат во вистински раце? Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, од кога воведоа субвенции и настана погребот на македонското земјоделство и стошарство. Како ги воведоа, така све погреба. Значи, го тепа и земјоделецот и стошарот, све испотепа. Како ги воведоа овие субвенции, така се делеа шаком и капом само на своји партиски војници, кои како доаѓа на власт, само се на своји луѓе ги делеа и ништо од тоа не се инвестираше, значи, за да се обнови земјоделието. Пусто тие субвенции што ги добива таа ЕУ заедница што е таму, ги дава со уцена, значи ти треба да земеш пари, али да земеш утре репроматеријали и семенски материјали, и значи било какви дари, арско ѓубре или што ќе земаш, мораш од нив да земеш, нарочито од Холандија и Словенија. Да си врзан да го земеш од нив, инаку нема да добијат овие мафијашиве наши повторно пари за субвенционирање, бидејќи од овие пари за субвенции добар дел од парите се враќаат назад кај тие што ги дале парите за субвенции, значи од Европската унија луѓе, функционери. Тоа е све врзано коло, значи многу врзани се мафијашки работат и нема иднина, нема напредок во нашето земјоделство само ради тоа и царините да ги укинат. Благодарам за одговорите. Внимавајте, подсетувам, тајмерот одбројува 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме одлично. Според вас одат ли субвенциите во вистински раце?
Па не, субвенциите не одат во вистински раце, веќе ти кажам зашто. Денеска се јавував за трактор, пошто нели има сега субвенции по ИПАР програмата. За да земеш трактор, мора да биде Евро 5 стандард. Најефтиниот трактор Евро 5 стандард е 26.000 евра, зборам за 70 коња, и тоа е кинески трактор со некој европски мотор. Кажете ми сега, кој од обичните селјаци, еве јас сум тој селјак, може да си овозможи да даде 26.000 евра за трактор, пошто владата не ви ги дава 26.000 евра. Првен вие треба да го платите тракторот, па да чекате од владата дека ќе ви ги даде парите. Ако ви ги даде, пошто се има случувано да не добијат пари. Друг проблем околу зелената нафта. Еве лично јас 5 месеци молам за картицата за зелена нафта. Секој месец одам во Скопје и секој месец ми викаат за 3 дена промаши пратката и ти биде следниот месец. Еве денеска пак отидов. Ми вика во март најверојатно се надеваме дека ќе ти стигне. Викам во октомври ми рековте во ноември. Во ноември ми рековте во декември. Во декември ми рековте во февруари. Денеска ми викате во март. Добро дека ќе искористиш, ми вика. Како веќе ќе искористам? Кога до април е рокот? И што е најлошото од се, мислам бруки, кога идеш во Скопје во платежна картица за развој на земјоделие, не ти дозволуваат да збориш со човек лично, очи во очи. Туку ти дава обезведувањето долу, се јавува и... Внимавајте на тајмерот и големо благодарам за вашите одговори и учество во Црвена линија. Одеме со следните коментари. Зоран Кутев на Фейсбук напишал: не, одат во рацете на бизнисмените. Цветанка Стојановска напишала: се повеќе субвенции, а се помалку производители. Ова ми зборува дека веројатно субвенциите не завршуваат во вистински раце. Факт е и тоа дека не остана и производители. Младите се одселуваат во градските средини, а за жал се повеќе и во странство, што зборува дека многу што не штима во оркестарот наречен финансиска поддршка. Факт е и тоа дека на пазарите има повеќе прекупци отколку директни производители, што допринесува земјоделските производи да достигнуваат високи цени, за жал за многумина недостапни. Мислам дека се почесто субвенциите и се злоупотребуваат, односно се вложуваат ненаменски, а најболно е тоа што голем дел од субвенциите завршуваат во раце што не почувствувале плускавци од мотика, лопата, грибло, дурија. Поздрав. Поздрав и големо благодарам, господја Цветанка. Продолжете да пишувате коментари, ќе ги читаме и понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Одат ли во вистински раце, господине Љупчо, субвенциите? Па, јас ке зборам во името на моите роднини од село Кадино. Не одат, да ти кажам право, дури има голем криминал за кој учествуваат луѓе од Министерството за земјоделие. Јас сум спремен да дојдам во вашата телевизија, доколку господјата Лупевска прави емисија за субвенциите во КОТ, да ја донесам документи, да ја покажам на лице место како се зимаат субвенциите и како се доделени, а никој не презима ништо покрај тоа што ќе се жали. Значи нема да зборам сувопарно, туку зборам со документи. Прво како се делат на плодоуживање нивите, а не смеат да се делат, и второ како никој не води контрола и кога ќе поднесе жалба и пријава против тој што ја земал. Тука се во игра инспектори од Министерството за земјоделие, вработени од Министерството за земјоделие, и они знаат. Ние за нашиот случај во место викано Кумсол, село Кадино, на моите роднини се одземени околу 6 хектара земја и дадени се на лице што, да ви кажам право, од град Скопје, на општина Бутал. Таму сега растат наводно ореви, а јас сум времен да воднесам да видите, таму има трња. Меѓутоа тоа истото лице негде према Богданци има исто земено некој наводно лозја и таму зима субвенции. И што да кажам понатака? Земена ни е дедовина, пазете, тоа се ниви од нашите дедовци, кои ради правни проблеми не можеме да ги вратиме на наше име. Сега за тогаш, меѓутоа. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. А и на профилот на Телма телевизија на Фейсбук, токму каде што објавена темата на Црвена линија, пристигаат коментари, па еве дел и од нив. На прашањето дали субвенциите одат во вистински раце, Благој Павлинка Коцеви напишала: владата
владата помогнала на долгорочно невработените лица, дали на тие им дала 1 денар. Срамно. Господинот Иван Кулич напишал да се дават по килограм на производство, не по површина или корен. Зоран Радик напишал, но треба секоја парцела да се контролира од инспекција. Огромно се злоупотребуваат субвенциите. Па добро еве, инспирирани и од вашите коментари, меѓу другото покрај тоа дали субвенциите одат во вистински раце, сметате ли дека има доволна контрола како се користат субвенциите и она што е најважно, дали се злоупотребуваат? Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Па, видете вака. Некогаш земјата беше на комбинатите во социјализмот. Комбинатите нормално изгаснаја и сега земјата остана ничија, мислам ничија државна. Меѓутоа, земјата меѓу себе си ја распределија политичарите и тие што беа блиски до нив, до власта, тогашно, до партиите, и ја зедаа под концесија на повеќе години. Така да тие си земат субвенции, а земјата, ако успеат да му ја дат на некој за да ја користи за нешто, подкилија во ред. А ако не, си седи така, меѓутоа тој ќе си земи субвенција, не е проблем. Јас имам пријател кој што произведува сточна храна и прошлиот пат имаше една ваква тема, дали на Телма или на не знам каде, произведува сточна храна, произведува негде над 130 тона храна годината. Бара земја да земи земја под концесија, не. Меѓутоа зема земја од некој концесионер кој што веќе ја зел под концесија и не ја обработува и таму произведува. Благодарам многу за одговорите. Продолжуваме со вклучување со вас. Добар ден. На чекање. Добар ден. Continue to hold. Јулутаме. Важдоните рени на Ливија. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Ке продолжиме со коментари. Сега кој ве подсетувам да се намали целосно тонот на ТВ приемникот, кога ќе ве превземат од реже, останете на линија. И сега кој со нетрпение очекуваме, особено оние кои што директно се засегнати со проблематиката, тоа е земјоделието и сточарството и нивното субвенционирање, да ни дадат одговор дали сметаат дека субвенциите одат во вистински раце, дали се злоупотребуваат, дали се врши контрола како се користат субвенциите во нашата земја. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ја слушам програмава ја следам денеска и сеавам во име на свекорот. Значи, он обработува земјите поголема површина во Битолско село. Исто така и он аплицираше за трактор и му дадоа некои услови дека треба да биде неосудуван. Не знам зашто, може има пример, свекор ми нема. Може некој човек има пример сообраќаен прекршок или било каков. Не знам на која основа треба да си неосудуван за да обработуваш земја, ба му бара за завршено образование, што не секој има, да речем, луѓе што живе во руралните средини и слични документи, што сметам истина дека се жива глупост за да добиеш трактор. Па тракторот мора да биде Евро 5, во превод тоа значи да не е загадувачки. Не знам колку често ораат луѓе неколку пати во година и мора да биде тој скап модел за да се добие трактор. 30.000 евра кошта тој. Нема секој 30.000 евра да даде однапред, за да после ги чека парите и дали ќе ги земе. Исто така, како и претходниот гледач што се јави, картичката за нафта се уште он ја нема добиено. Плаќа сметки за наводнување, одводнување, воопшто нема капка вода во текот на целата година. Ни систем постои, меѓутоа сепак ги плаќа тие сметки. На која основа? Како функционира оваа држава?
Благодарам многу, еве, што ја споделивте на свекорот реалноста, кога станува збор за користење и додалување на субвенции за земјоделие и сточарство. Па удатле во вистински раце. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Видите, државава не сака да го реши проблемот за субвенциите онака како што треба да функционира. Да нема милиметар отстапки, ни плюс, ни минус. Нечи, не одговара. Затоа што тие блиските нивни земат субвенција, не работат, не производат ништо. Ја знам во Битолско, не знам да го знам и човекот, беше парламентарец, на жена му земал огромни простори место, со потврди што знам како да нотар заверени, земјишта дадени од други луѓе, и назема пари, ништо левина, ни посади, ни ова, ни она. Такви субвенции, така државата ќе ги даваре. По предадена роба, ќе донесам 100 тикви, сум произвел, за овие 100 тикви, колку субвенции? Према цената, према оно, што ќе видите како ќе бидат. А што спомнуваат за трактор, за кредити, за ова зона, тоа може да се земи кредит по поволни услови, државата да помогне. Пари од Будимпешта, реков ја 30.000 трактори може да купат и ги поделат на луѓе во безкрари. И така земјата ќе се обработи. Јубриво, едно, друго, се може да се помогне. Наводнувањето, државата, ако сака, може. Државата не сака. Затоа што ќе си влези самата во джебот, да ја биде празден. Ами вака, дрпни од тамо, дрпни од вамо. Производство, ќе увезиме од надвор. Тоа е тук. Така, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Одиме на Фейсбук. Нови коментари. Продолжуваме со коментарот на Винчун. Напишал: не. Одат во рацете на олигарсите. Треба да им се овозможат средства, машини и реален откуп на земјоделските производители, а не да им се даваат субвенции. Пред 100 години за време на војни Македонија можела да прехрани над 6 милиони луѓе. Денес не може ни 1.500.000 жители. Благодарам, господине Чун, за одговорот. Продолжете да пишувате, а вклучуваме гледачи во живот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Сакам да ви кажам, јас за накајна со теквишијата, ние сме од Кавадарци. Добро. И за тоа што субвенции само зимат, кај нас во Кавадарци доктори, директори од Кавадарци, полицајци имат земјоделие, ништо не работат. Само тоа сакам да ви кажам, да гледат цела јавност и да слуша. Само полицајци зимат ниви, ништо не работат. Само субвенции се зимат, ништо не работат. Така цела првшина останата и сушено, само субвенции се зимат, трактори се зимат и после 3 години ги продават и трактори, и прскавици, се продават. А ние правите земјоделци немаме ништо. А дали според вас нема воопшто контрола како се користат субвенции? Нема никаква контрола кај нас, затоа што кај нас цела институција е поврзана со сите, и доктори, и полицајци, и командири, и сите. А да ви се чинили дека од сега па натаму во 2025 година ќе има и контрола и дека субвенциите ќе завршат во вистински раце? Поарно субвенциите да ги прекинат скроз, да нема субвенции кај нас. Да нема нигде субвенции, да видиме кои се правите земјоделци што може да работат. А тие што взимат субвенции сите доктори, директори на болници и полицајци и командири. Како најдобро да се стимулира земјоделието, сточарството, производството генерално? Нико, само правите земјоделци може да работат, други не. Така, благодарам многу. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Така, благодарам многу. Ве слушаме, повелете, во Црвена линија сте. Дали ме слушаат од другата страна? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Други. Ти си бре, не е друг. Ајде, Дали е намален тонот на ТВ приемникот? Да. Повелете, ве слушаме. Да. Ве слушаме, продолжете. Ало. Субвенциите не одат на право место опште.
Сите зимаат 20-30 хектара, не ги работат. Ало, слушате? Да, продолжете. Субвенции што работат, тие не им се дава. На тие што не работат, се се уништи. Лозар Велес, Иванковци, 2 комбината, што е ранеја Велес и Куманово, Свети Николе, се се уништи. Свети Николе, овче поле. Инспекцијата што прави? Оскоке за Куманово, Свети Николе, Росоман, Велес, да оди, не се работи ништо. И сакаме производство. Скапо е, не е скапо. Уште највише да е. Не работиме. Без работа нема. Стока нема. Земјоделие не се работи. Само 2 комбината владата нека оснива, ако сака да роди. Ако не, ништо. Еве, инспекцијата што прави? Спие. Што не води? Да види неорано све, жбурови, бреснја, уништено све. А субвенции взимаат. Сончегр, вика, Сончегр ќе насадиме, вака ќе правиме, така ќе правиме. Не го берат. Сончогрец сади се, ама со комбајот да го жлее у магазин да го деси. Ништо. За кратко време ќе нема ништо. Благодарам многу. Слушате? Да, ви слушавме и благодарам многу за вашите одговори и учество во Црвена линија. Одиме повторно на Фейсбук, продолжуваме со следново. Маја Наскова напишала: со парите од субвенциите се купуваат модерни возила и станови низ Скопје. Антонио Джалевски напишал: субвенции треба само за регистрирани земјоделци и на никој друг. А Црвена линија продолжува со прашањето до сите. Дали ви се чини дека субвенциите одат во вистински раце? Сметате ли дека постои злоупотреба на субвенциите и дали воопшто се врши некаква контрола за тоа каде и како се користат субвенциите? Добар ден! Поздрав до тебе, поздрав до сите гледачи на телевизија Телно. Благодарам многу. Поздрав и до тие што не работат земја, што лажат. Сега ќе кажам зашто. Земал некој субвенции трактор. Јас согласувам, тој трактор кога ќе го земеш преку ИПАР фондовите, пошто со земјоделци, овие работи ми се јасни. Треба после 1 година доаѓа дома сервис го гледа. После 2 години пак доаѓа сервис го гледа. А тракторот е од 12.000 евра. Трактор. Мене ме интересира после 5 години, кога ти ќе го исплати, кој ќе ти даде 12.000 евра? Па еве, јас продавам трактор 9.000 евра. Ајде, тој што се јави, што кажа, во моето село 30% продава трактор, бидејќи сами сати од таран. Како може да лаже, го платил трактор, потоа го продал. Купи кола од онаа улица, оди на другата, земи му ги парите. Сега да ви кажам за ведена со земат овие субвенции, што не работ земјоделие. И тоа се лага. Кога пријавуваме ние, има компјутер, на компјутерот притисна. Ова не е нива, да, ова е. Ова не е нива, да, моја. Значи, што документ со, како да кажам, со имотен лист, одиш. А не е што вика некој полицајци си имају овие. Па ако има земја и ако е регистриран земјоделец, може да земе. Значи, јас сум регистриран земјоделец. Значи, да не лаже некој дека сите зимат, во селото не зимат. Јас сум регистриран земјоделец, 2023 не дадоа субвенција. Владата излажа, субвенции нема. Значи, субвенции треба да дават не така. Еве ќе кажа, кај нас 8.000 за една крава субвенција, во Бугарија 400 евра. Благодарам за одговорите. Одиме повторно малку на Фейсбук. Продолжуваме со коментарот на господинот Борко Иванов, кој што напишал: субвенциите се лепат на рацете што со години се во медот. Како да се залепат на раце закоравени од работа по нивите. Таквите раце имаат осет само за мотика, за жал. Поздрав Тина, поздрав Телма, благодарам господине Иванов и голем поздрав и до вас. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Каде одат и завршуваат овие субвенции? Ало? Ве слушаме. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте.
Добар ден. Добар ден, повелете. Ве слушаме, продолжете. Јас една молба до моите колеги. Дали ме слушате, повелете? Тина. Ама ве слушаме, повелете. Сакам да ви кажам само... Сакам... Дали гледачот се уште го имаме на линија? Еве, јас имам една молба и од режија ве молам, еве, јас се трудам од оваа страна, напоменуваме постојано да се намали тонот на ТВ приемникот. Јас и вие зборуваме само преку телефонска слушалка, така да еве, најверојатно ќе мора и одгоре да им се укаже, што верувам дека го прават тоа колегите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден, Тина, ако се слушаме. Одлично се слушаме. Каде одат овие субвенции кои што се зголемуваат од година во година за подигнување на земјоделието и сточарството? Вака сега. Се слушаме, не? Да. Види, Тина, од овие констатирам од јавувачите претежно што зборува за субвенциите, никош во раката нема патено мотика. И баш тие зборува дека одат во туѓи раце. Видете сега, не можете ви од другата страна да знаете бидејќи кој работи, кој не. Добро, добро, сега ја реков пример ви кажав, јас не се и наетам. Според вас каде одат субвенциите? Одат ли во вистински раце? Да, одат во вистински раце. Зошто? Секој треба да покаже имотен лист, дека има земја, дека предал, белешки, сето тоа си оди нормално. Затоа го реков тоа, јас не сакам никого да вреѓам, не патиле мотика врака и така мислат. Беше тоа многу одамна кај што истите опци двајца ги пријавува, заврше тоа. Па, господа, ако не се тие субвенции, да знаете дека нема да произведиме и толку храна што ја произведуваме. 50 тона жито произведувам и сега некој ќе ми каже дека одат во други раце. Па имам имотен лист, моја својина, кантарни белешки, све. Не знам што ви е чудно, ми го зедовте многу времето, меѓутоа јас пак ќе повторам. Некои се јавуваат само да кажат дека се во туѓи раце. Благодарам многу. Еве, јас од она што слушнавме, имаше гледачи кои што објаснуваа всушност како дат процедурите, дека имаат имот, така да ве молам, немојте од другата страна да им судите и да бидете повеќе од сигурни дека не фатиле или фатиле мотика. Да се држиме до вашето мислење и она на што сте сведок вие и можеби ако сте и директно инволвирани во процесот на земјоделството, сточарството и така натаму, можеби сте аплицирале, сте добиле, не сте добиле субвенции, така да се држиме до тоа, а не до тоа дали гледачите кои што се вклучуваат се фатиле или не се фатиле за мотика. Одат ли субвенциите во вистински раце? Тоа е оно што прашува Црвена линија денес. Добар ден. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам. Благодарам. Па вака, прво да бидеме оригинални, малку од земјата која е земена на концесија, 5 до 10 хектара, ја обработуваат и ја користат тие што ја имат. Меѓутоа оние што земале како што Пелагонија, Прилепско поле, Светениковско, тие големи површини се дадени на големи газди, кои што воопшто мотика што ќе речам јас не фатиле. Еве ќе кажам за мене, кај што ја работев во една задруга Слобода Зеленикова се викаше, ја дадоа цела земја на тоа стопанство на една докторка, 4 години земјата имаше на своје име, 4 бразди не пушти. Па да не ги браниме дека субвенциите оделе тамо каде што треба. Субвенциите ако оделе каде што треба, сигурно денеска немаше да плаќаме толку скапа храна. Ќе имаме поевтина, поквалитетна домашна храна и ќе бевме задоволни. Меѓутоа, прво, значи, што е основно? Да се помогне поевтина семенска, да речеме семенски материјал. Значи, поевтино гориво за земјоделците. Да речеме да има откупни пунктови, да има што се вели при помош при купување трактори и така натака, да му се олесни работа. А да добие оној што ќе предаде,
на кило. Колку килограми ќе продаде на толкова би. Оној што произведува млеко, на продадено млеко и така. Само на тој принцип, ако ги делиме субвенциите, тоа ќе имаме вистина вистински резултати, дека некој произвел нешто. Благодарам за учеството и сега уште еднаш ќе ве потсетам telma.com.mk. Последно врзано околу стимулирање и субвенционирање земјоделски производи, она што се најавува дека сончогледот се враќа на нивите во Овчеполскиот регион. Ќе подсетиме насловот на кој што треба да се задржите, дали субвенциите ќе потекнат од ледување на сончоглед во Овчеполието. Факт е дека потребите се огромни, но проблемите со наводнување ги принудуваат земјоделците полека да се откажуваат од неговото одгледување. Според податоците на Државниот завод за статистика, е најголемиот рекорд на засејани површини под сончоглед имало во 1989 година, кога под оваа култура биле покриени 46.000 хектари. Земјоделците низ годините се откажаа од сончогледот бидејќи немаа вода за наводнување, односно се соочуваа со рестрикции и со уништени системи за наводнување. Според вас, драги мои, субвенциите одат ли во вистински раце? Дали се врши контрола како се користат субвенциите? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Така, Тина, субвенциите не ги користат правите земјоделци. Значи ги користат луѓето што имаат земјишта, се навоѓаат по градовите, а во селата имаат земјишта со имотени, што рече еден господин во емисија, да, имаат имотени и на тоа добиваат само парични средства, а фактички нивите им стојат празни и не ги ни обработуваат. Јас би ги субвенцирала, нередно Министерството за земјоделие, субвенции, значи да имаат инженери, да проверат земјиштето што може да произведува, која храна би ја произведувале. Значи да им се даде ѓубриво, да им се даде семенски материјал, да им се даде оние средства што е за прскање. Оти многу земјоделци нестручно ги користат тие земјоделски производи, така да они да им ги смешаат оние што треба со односот кој што треба да биде и да може да прскаат, да биде соодветно во она што е хемикалија што треба да се одгледува родот. Меѓутоа таквите субвенции, а после да воведе и Министерството свое финансиско друштво кое што ќе ги врши откупот од производителот што е, селскиот производител. Значи на производ. И тогаш може да ги пласира во државата, па и надвор да извоз. И тогаш дори ќе имаме и по-квалитетна храна, и по-ефикасна, и повеќе ќе бидат земјоделците, повеќе ќе одат да произведуваат нашите земјоделци, што има села што стварно сум прошла многу добри села и многу убави, меѓутоа за жал пропастени нема ни садење, нема ни жители, ништо да така се пропастени куќи и села и све. Да се поздрав, еве, да се обрне внимание за земјоделството и за храна надале. Многу ни е драго што се вклучивте, благодарам за одговорите и сега ако останете да слушнете и останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Каков коментар напиша господин Славчо Малиновски на профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија исто така објави темата. Еве, и ќе го прочитаме во овој момент. Славчо Малиновски напиша: не, тоа не е точно регулирано. Субвенции треба да земаат само регистрирани земјоделци со пријавено обработливо земјиште или собствен фонд на стока, предпочитам, со одредена количина на бројка од одредена бројка. И никако поинаку. Благодарам за учеството преку коментар. Добар ден. Тинче? Ве слушаме, повелете. Вака да ти кажем, слушам ги сите гледачи, сите се управо. Ја лично беше работещ у собрание да се дават управи раце. Земјоделците немаше толку земјоделието немаше толку да пропадне. Ја да ти кажем, Тинче, првите субвенции, ја работеше у собрание, кад ги пуштија, земаа си ги газдите, а ништо не работат, нели стигнаат тие субвенции за земјоделците, земаа си ги газдите и ја имаше некој имање тамо од татко ми поднесе, знаеш, документи да земем си ја,
или нешто да си работим некоја нива и тај што беше главниот идеја у селото со мене трча да види дека се моите ниви, дека ги работим. Викам па јако не ги работим, деца си имам ќе ми работат. Значи тие субвенции го упропастија земјодел, скроз го уништија земјоделството. Сите земаа тие што мислим имат ниви на нивно име, а не ги работат и ги дадат на други и земат парите од тие. Значи со тие субвенции толку пропадна земјоделството. Еве јас сам лично свидок и колку сам гледала колку народ све зема субвенции, баш работеше у собрание кога дојдеше тие главните нели што овој, абе тој такви се збрки првија по собрание. Тоа е било да ти кажем и какви прави руки бе, раце бе, нема врска тој. Да бе прави раце до сак Македонија ќе цветаше, ќе имаше све природно. Ние напред све смо имале и компири, и граи, и јабуки, се. Како ги тие субвенции нудеа, исподелија се и многу мислим таткото мислим не може да препише нели имањето на децата и испокараа се браќа, сестри, чуда изнаправија. Значи толку Ке посетам, внимавајте на тајмерот, но и благодарам за одговорите и учеството. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав Тина од Кичево. Поздрав до Кичевчани преку вас. Благодарам. Како прво, дали субвенциите одат стварно во вистински раце? Јас не би рекол. Значи, тоа сите ние добро го знаеме во сите години и во секоја една власт. Значи, сите оние олигарси кои беа од претходната и оваа влада, значи, земаа земјиште не знам по колку хектари. Значи, оние кои беа на власт и блиски до нив, земаа пари, а ниту еднан ден го обработуваа. Тоа земјиште лежеше и го земаа, значи, оние луѓе кои стварно не го заслужуваат. Земјоделците, посебно од Источна Македонија, стварно се за жалење. Ними треба да им се даде во прави раце, значи, оние кои работат, да се води за тоа евиденција, да се врши проверка, да им дадат субвенции, да стварно луѓето имаат некој беричет од оној труд кој го вложиле. За жал, и многу од нив се изиграни. Многу познавам, значи и од едната и од другата власт луѓе кои ако едната власт им дава на своите, ако другата власт на своите. Човек знае кој беше пример. Не би сакал партија да мешав. Во една партија 4 години субвенции за овците не му дадоа и човекот ги продаде. Значи немаше беричет. Исто и од другата партија истиот случај. Затоа им препорачувам на владата нека биде честна, коректна, нека им даде на оние луѓе кои стварно заслужуваат, честно работат, честно се трудат и посебно до Кавадарчани и до господинот кој стално кажува за субвенциите, едно исто можда ли стварно го поздравувам и коректно зборува. Значи парите не одат кај оние кај што треба да ги заслужат. Така, благодарам многу за учеството и вашите одговори. Ке продолжиме и со коментарот на Наташа Игеска. Има напишано: здраво Тина, поздрав до тебе лично и до телевизијата Тилма, поздрав и до тебе Наташа. Многу партискиот систем, парите од унгарскиот кредит требаше да ги вложат масовно во обработка на земјата за производство на храна, сточарството, лозарството, жито, производство и на тутун, жолтото, злато. Во конкретниот случај субвенциите за тутунот беа 100, а седиште тутунот не е дооткупен. А се уште најверојатно, дали граѓаните во државата знаат по која цена се продава тутунот на странските пазари и кој е газда на парите што ги зема и за што се употребуваат тие пари. Се дури народот молчи, истото ќе ни се случува без разлика кој е на власт. Благодарам, Наташа, уште еднаш за коментарот и учеството. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Прв пат се јавувам на вашава телевизија, мислам во црвена линија, ама ме засегна, јас сум земјоделец. Одлично. Па и дали одат субвенциите во вистински раце? Па тоа баш сакав да го кажам. Јас не слушнав дека се јави некој вистински земјоделец кој што добива субвенции и да ја кажи вистината. Јас сум многу благодарен на тој што ги измисли субвенциите. Ние земјоделците се важиме за тој некој денар. За производите не се воопшто наши ценети, него овие субвенции што ги добиваме
То на комбинатите некогаш му се даваше многу ѓубрива, трактори, земјоделски машини, мислам општо се. Само да не ми замерите, јас гледам дека се јавуваат некои неземјоделци и само критикуваат. Ве молам, не си ги користите секундите за да ги коментираме другите гледачи. Кажете ми го вашето лично искуство. Тие субвенции се точно одредени. Хало? Продолжете, ве слушаме. Тие субвенции се точно одредени на кој треба и колку. Било за земјоделие, било за жито. Сега некои знаат на килограм. Ама сета стока земјоделска производствите... Времето е 90 секунди. Многу ми е драго што се јавија неколку, не сте следеле добро емисијата. Не разбирам ова кој е следел добро емисијата, но она што ми е многу важно, ќе укажам на фактот дека Црвена линија денеска конкретно има прашање како на социјалните медиуми, така во живот до сите вас. Она што прашуваме е дали според вас субвенциите одат во вистински раце. Апропо разговорот и она што можевме да го слушнеме од гледачите, еве неминовно беше да прашаме и дали сметате дека се врши контрола врз однос на тоа на што се трошат субвенциите, кој ги користи, дали правилно ги користи. Како и да, јас ве замолувам 90 секунди да ги искористите со цел да го кажете вашето мислење, вашето искуство, особено денес се поканати сите оние кои што еве се токму во браншата за која што говориме, земјоделието, сточарството. Немојте да ги коментирате секако да им давате суд или оценка на гледачите дали се фатиле за мотика или не се фатиле. Дадете го вашиот став, вашето искуство и секако еве и идеи, бидејќи некои гледачите кажа дека воопшто не би било лошо да се субвенционираат земјоделски инженери кои што ќе го поспешуваат земјоделието. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака, на почетокот бе запрашал дали може да го испишете бројот на кој може да се пријавуват неправилности. И јас сум земјоделец од Крапово и еве 10 години не поднесувам документи за субвенции. Затоа што субвенциите одат во погрешни раце, никакви инспектори, никаква контрола, ништо. Тоа е, како да ти кажам, ако имаш човек, ќе заслепеш од пари. Делење на пари и ништо повеќе. Субвенциите подхитно да престанат. Да се направи нешто инфраструктура, да се направи некој пат, нешто што е за луѓето. А за ваква мафија тоа е завршена работа. Како може субвенции се кај еден да одат во селото? Другите ништо не исполнуваат услови. Тоа е нешто се гледа од авион. Значи, пак ве замолувам, ако може да го испишете бројот на кој може да се побара нека инспекција и да видиме што работат како прво вработените, а потоа друго. Значи, стока нема, а све се работи на големо. И дали е тоа се? Сега кој времето е. Благодарам за учеството. Накусо ќе ви посочам на www.ipartpat.gov.mk, Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добра вечер. Господине Тале, одат ли во вистински раце субвенциите за земјоделие? Ајде прво да кажем еден поздрав на помош денешен Свети Ѓорги Кратовски, наш маченик за верата Христова, ќе останал македонец и православен христијанин, не се исламизирал, не се потурчил. На помош денешен Свети Ѓорги Кратовски, човеков, не го поздравам од Кратово, не го каже ова. Па мислам дека во Македонија децени или наназад субвенциите се даваа на тие што се пријавени, дали тутунари, дали другите земале субвенции. Но, значи, имало луѓе сигурно што биле манипулатори на било кој начин што правеле манипулација, не работеле земја, а земале субвенции. Но, сепак па да кажеме дека луѓето
во Прилеп. Тутунарите со години земаат субвенции. Значи се давале субвенции на тие кои работеле тутун или не знам стока или друга работа. Сега кај е проблемот оти не се обработува земјата? Идниве генерации, значи сега младинава не сака да работи, сака да има натезга, да има намаса ајварче, томати, пиперки, сиренце, ама да работи не сака да биде во кафич да дрени или доди во теретана да помпа мускули со тетоважи, ама да работи да има здрава храна за себе не сака. И тоа е проблем. И плюс имаме многу голем увоз на храна. Увезуваме туѓа пченица, туѓо млеко, купувате вие туѓо млеко, туѓо масло, не македонско, значи вие креирате таков. Благодарам за одговорите, учеството. А еве како одговорија на Инстаграм на прашањето дали субвенциите одат во вистински раце. Со да одговорија 17% и со не одговорија 83%. Следуваат рекламите. Драги мои, благодарам за ова денешно издание на Црвена линија. Секако што дадовте одговор на денешното прашање, дали субвенциите одат во вистински раце. Утре се гледаме нова тема, нов предизвик и верувам повторно ќе ве има многу. Сега имајте убав ден.